Вести на Канал 8, добар ден. Промената на временските услови и првиот снег во оваа сезона влијаат врз нормалното одвивање на сообраќајот во целата држава, па и во источниот регион. За сега патиштата се проодни, а екипи на Македонија пат постојано се на терен и ги контролираат патните правци на кои има поголеми навеви од снег. Првите врнежи од снег оваа сезона не направија поголеми проблеми во нормалното одвивање на сообраќајот на делниците од магистралните и регионални патишта во источниот регион. Според известувањето од Автомотосојузот, единствено на патниот правец од Крива Паланка до местноста Деве Баир, поточно од селото Узем до граничниот премин за тешките товарни возила е задолжителна употреба на зимска опрема. На другите правци на истокот од државата сообраќајот се одвива по влажни коловози, но без посериозни проблеми. Сепак надлежните предупредуваат дека во клисурите и засеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци Кочани, Македонска каменица Дълчево и Виница Берово. Од Штипската подружница на јавното претпријатие Македонија пат велат дека нивни екипи се на терен и постојано ја следат состојбата. Моментално сите патни правци во Источна Македонија, кои што ги одржува подружница Штип, Македонија пат подружница Штип, се проводни. На терен веќе има излезено, имаме ние 6 пункта, тамо исто така и толку возила, камиони опремени со нож и соларки. Моментално ноќнешниот и денешниот ден веќе се сврлени околу 150 метри кубни абразивен материјал, тоа е мешавина на сол и рисла. Според Коцев, регионалната подружница на Македонија пат набавила известни количини сол и ризла, што за почеток можат да бидат доволни. Моментално на залиха имаме сол околу 800 тона, а треба да набавиме уште 700. Значи негде треба вкупно да имаме околу 1500 тона. Додека за ризлата моментално имаме околу 600 тона, 600 кубика, треба да набавиме уште негде 1500 кубика ризла. Коцев рече дека патниот правец кон Пониква е прооден, а екипите ќе го контролираат теренот и за време на викендот, доколку се јави потреба од расчистување на новите врнежи од снег. Од Автомотосојузот на Македонија упатија препорака за исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација, како и планирање на патувањето според временските услови. Исто така, подсетуваат дека од 27 ноември регионалниот пат Р1309 од Градовци кон Зрновци официјално е затворен за сообраќај поради рушење на мостот на реката Брегалница. Поради тоа, тешките возила се упатуваат да го користат регионалниот пат преку Виница. Пресконференција организираше општинската организација на СДСМ од Кучани, на која го обвини градоначалникот Радко Димитровски дека во работно време учествува во предизборната кампања на ВМРО ДПМН. Доказ за тоа било неговото присуство за време на јавниот повик до граѓаните да присуствуваат на митингот на партијата на власт. По кој знае кој пат се потврдува фактот оти за актуелната власт злоупотребата на службените функции и за личен и партиски интерес е нормална работа. За таквото однесување никој од незините функционери не поднесува одговорност, беше речено на пресконференцијата на општинската организација на СДСМ од Кочани, на која зборуваше незиниот председател и кандидат за пратеник Сашко Костов. Типичен пример, според него, за таквото однесување бил градоначалникот Радко Димитровски. Има ли подобар пример од тоа од вчерашната пресконференција која држеше председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, на која присуствуваше и градоначалникот Радко Димитровски. Во нормално работно време тој злоупотребува функцијата за да извршува партиски задачи и да тера предизборна кампања, без никаква одговорност и без трошка срам. Тој јавно се стигаше пред камерите во улога на партиски послушник. Господине Димитровски, во кој својство присуствувавте на партиски собери и пресконференции во текот на работно време? Господине Димитровски, ги почитувате ли вие законите и правилниците за работа? Кој ви дал право да злоупотребувате функцијата градоначалник за која се колневте дека ќе извршувате професионално и во интерес на сите граѓани? Најпосле како пример, каков пример сте вие на вработените во општинската администрација?
чија работа треба да ја контролирате, ако ни самиот не си седите на работното место. Почитувани граѓани, Радко Димитровски е само еден од функционерите на актуелната власт кој ги злоупотребува функциите за да води партиска кампања. Затоа ги трошат вашите пари, наместо да ги исполнуваат работните задачи за кои се избрани. Поради тоа, мора да сносат законска одговорност, а вие да им изречете политичка казна. Шансата за тоа ја имате на 11 декември. Костов додаде дека токму на 11 декември граѓаните ќе имаат можност да ја испорачаат својата казна за актуелната власт и за неодговорното и незаконско однесување на нејзините функционери. Илија Димовски, носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, на прес во Кучани промовираше две мерки од програмата Реално, што се однесуваат на нови вработувања. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, Илија Димовски, на прес во Кучани промовираше две мерки од програмата Реално, што се однесуваат на вработувања. Првиот проект се однесува на само вработување со кредитирање на вршители на земјоделска дејност и услужни дејности, а се однесува на формализирање на веќе постојни земјоделски и услужни дејности. Оние граѓани на Република Македонија кои што ќе се решат да ги формализираат, односно да ги стават во нормална рамка своите земјоделски бизнеси, би добиле 7.000 евра кредит од Република Македонија со грејс период од 1,5 година и со целосен рок на отплата од 7 години за себе, но и за секое следно вработување би добиле плюс по 4.000 евра кредит, односно вкупната висина кој што би можеле со легализирање, односно формализирање на својата земјоделска дејност да ја добијат е 63.000 евра, заради тоа што сметаме дека максималната рамка на формализирање на таков бизнес би дошла до 15 вработени. Втората мерка се однесува на програмата за кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места. Секоја компанија која што ќе отвори ново работно место од државата ќе добие кредит од 3.000 евра со рок на отплата 2 години и грејс период од 1 година со камата од 1%. Лицето кое што се вработува ако е под 29 години ќе добие кредит од 4.000 евра за вработување во компанијата. Проектот Македонија вработува 2 продолжува и понатаму, истакна Димовски, правејќи паралела дека на крајот од мандатот на СДСМ во Кучани биле вработени 6.778 лица, а до денес во мандатот на ВМРО ДПМН се вработени 11.346 граѓани на Кучани. Разликата во овој дел е 4.568 повеќе, што значи толку граѓани одат на работа. Оваа бројка е за 80% зголемена. Ваквиот број на зголемени работни места се должи и на присуството на 2 странски компании во Кучани, како и отворање на мали семејни бизниси. Димовски при посетата на Кучани оствари средба и со жителите на ромското мало, со младите лица, како и со жителите на село Тракање. 29 ноември, денот на некогашната Југословенска социјалистичка република во Кучани, се славеше и оваа година. Сдруженијето Јосип Броз Тито со музика и сеќавања на времињата од заедничката држава го одбележа датумот кога таа била создадена. Членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани ја продолжија традицијата за одбележување значајни датуми од историјата на поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија. По повод нејзиниот роден ден, 29 ноември, се собраа пред седиштето на Сдруженијето во градскиот пазар, каде со интонирање на југословенската химна оддадоа почит на поранешните партизански борци и политичари, кои во виорот на Втората светска војна ги поставиле темелите на заедничката држава. Рекоа дека со гордост се подсетуваат на 73 годишнината од одржувањето на историското второ заседание на АВНОј и формирањето на Титова Југославија. Според нив и постоењето на македонската независна држава денес е директно поврзано со формирањето на поранешната федерација. Македонија е независна благодарејќи на Тито, бидејќи оваа Македонија е дел од Југословенската федерација, како и сите останати републики кои после станаа држави, меѓу кои и Македонија како самостојна и суверена република во
на Балканот. Наша желба е повторно да се обединиме и повторно да бидеме една силна и моćна Југославија каква што беше порано и која што беше звезда воделка на неврзаните во цел свет. Титовистите од Кочани уште еднаш демантираа оти имаат некакви политички амбиции или пак поврзаност со политичките партии. Нашето здружение на граѓани Јосип Брос Тито, кое е самостално и нема никакви допирни точки со политичка партија Титови леви сили, демонтираме секаква поврзаност со политичката партија. Мислам дека таа политичка партија е формирана со цел за лични интереси. Ние немаме никакви причини да бидеме во таа политичка партија, пошто кај нас во здружението има членови од сите политички партии. Традиционално со дефиле од возила, накитени со македонски и југословенски знамиња, со фотографии и други обележја на поранешната држава, членовите на Сдруженијето Јосип Брос Тито поминаа по улиците во Кочани, а посетија и дел од населените места во регионот. 70 години постоење во национални, 50 во локални рамки. Виничките пензионери го славеа својот јубилеј. Виничките пензионери го одбележаа 7-децениското постоење на нивното организирано здружување и действување во национални рамки, а 50 години од основањето на локалната организација. Стартуваа со 60 членови, а денеска бројат околу 2500 пензионери на територија на општина Виница. Сдружението на пензионери може да кажеме дека првото организирање почнато 1946 година со околу 600 пензионери, за да сега достигнат околу 300.000 пензионери. И организирањето во Сојузот е со основна задача да се Сојузот грижи за подобрување на квалитетот на животот на пензионерите. 2016 година ја заокружуваат со 80% реализирана програма со бројни активности и екскурзии, но не и со навремена дистрибуција на дрва за огрев. На почетокот на декември, 25 пензионери се уште ги немаат добиено дрвата, согласно договорите кои ги подпишуваат уште во февруари или март. Ние околу 540 пензионери пишуваат дрва преку пензионерите, од кои уште 25 пензионери ги немаат добиено дрвата, другите ги добиеме сите пензионери. Тие 25 не се добили од некои технички причини, кои се утекна решавање. Јубилеот што го славија беше крунисан и со признание од Републичкиот сојуз, како за локалното здружение, така и за претседателот Петков. Скрининг прегледи за испитувања на остеопороза се вршеа во ортопедската амбуланта во Општа болница Кочани. Акцијата ја спроведе Македонското здружение за остеопороза, а пациентите ги прегледуваше професор доктор Снежана Марковиќ-Темелковска од клиниката за ендокринологија од Скопје, претседател на Здруженијето за остеопороза. Секојдневно расте бројката на лица со остеопороза, се намалува и старосната граница на заболените. Акција за мерење на остеопороза организира Општа болница Кочани. Скрининг тестовите се во склоп на активностите на Македонското здружение за остеопороза, кое што во Македонија постои веќе 15 години како невладина и непрофитна организација. Лекари специјалисти одат низ цела Македонија на барање на пациентите и вршат мерење на косткината густина со ултразвучен апарат, кој што представува скрининг методологија во однос на скенирањето и одредувањето на ризикот од остеопороза и скрашеници како последица на болеста. Такво мерење се спроведе и во Кочанската општа болница. Прегледите ги вршеше професор доктор Снежана Марковиќ-Темелковска од клиниката за ендокринологија од Скопје, инаку претседател на Македонското здружение за остеопороза. Ние одиме со ултразвучниот апарат кој што ни е донација од една фармацевска куќа, се движиме низ Македонија, одам јас. Колегите локално работат, бидејќи имаме направено мрежа на лекари кои што работат остеопороза, локално мерат, прават скрининг на остеопорозата и всушност гледаме да целокупното наше население, како во урбаната, меѓутоа и во руралната средина, значи ние одиме и по села, разговараме со пациентите, им даваме совети, им даваме брошури од здруженијето, помагаме на некој начин да им молеснат болките на кои што најчесто се жалат, волколку имаат некогаш и скршеници на пршлените, даваме и терапија или некои други чести скршеници.
Со оглед на фактот дека станува збор за луѓе над 55 години, на пациентите им е полесно лекарите да доаѓаат во општите болници низ државата, затоа што освен малтретирањето штедат на транспорт и пари. Превенцијата на болеста се состои во движење, излагање на сонце, конзумирање на млеко и млечни производи и витамин Д, додава доктор Марковиќ. Лекарите често пати држат и предавање на тема остеопороза со цел превенција од болеста. Донирајте орган, подарете живот е проектот во кој што е вклучена и општинската организација на Црвен крст Кочани во рамките на програмата за промоција и едукација на населението за дарување на органи, ткива и трансплантација. За таа цел трибина се одржа во библиотеката Искра. Општинската организација на Црвен крст Кочани е една од 10 општински организации во Македонија која што е вклучена во имплементација на проектот Донирајте орган, подарете живот. Истиот е дел од програмата за промоција и едукација на населението за дарување на органи, ткива и трансплантација. Преку вакви работилници и трибини, граѓаните се информираат на овие теми со цел создавање позитивен став кај населението за лекување на начин преку донирање органи. До сега се реализирани 2 едукативни работилници на истата тема и како последна активност од овој проект денеска реализираме трибина. На самата трибина поканети се представници од самите училишта, значи младинци од двете средни училишта, представници од локалните институции и невладини организации. Целта на оваа трибина е подигање на свеста кај населението за значењето и важноста за донирање на органи, трансплантација и ткива со цел едукација на општата популација. На трибината во рамките на овој проект и претходеа 2 реализирани работилници. Проектот е финансиран од Комерцијална банка АД Скопје. Почитувани, и за крај информацијата од спортот. Солиден успех постигна борачот на Спартак Столе Евтимов на државното јуниорско првенство што се одржа во Скопје. Во силна конкуренција во категоријата до 84 килограми, тој го освои второто место. Нов успех постигна младиот борач на Спартак Столе Евтимов на државното првенство за јуниори, чиј организатор беше боречкиот клуб Лирија од Скопје. Евтимов беше единствен учесник од кочанскиот клуб и во силна конкуренција го освои второто место и сребрениот медал. Тој настапи во категоријата до 84 килограми и со прикажаните борби успеа да извојува победи над своите противници и зад себе да ги остави Петров и Јованов од Бучим. Во директната борба за првото место загуби од Мустафовски од боречкиот клуб Тефејус од Скопје. Со тоа кочанскиот млад борач ја потврди својата добра форма и продолжувањето на серијата успеси, откако на неодамнешниот меморијален турнир Андонов Колев во Кочани беше прогласен за најдобар техничар. Инаку на државното јуниорско првенство, екипно најдобра беше екипата на Тефејус со освоени 4 први, 1 второ и 2 трети места. Веднаш заднија се најде домакинот Лирија, а трет е Бучим. Честа на Спартак ја обели токму Евтимов, додека штипски балканец го бойкотираше првенството поради несогласувањето со Федерацијата на боречки спортови на Македонија, бидејќи на штипјани им беше одземена организацијата на македонскиот бисер.
Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.